Високи представници на администрацијата на Бајден пред американските законодавци го правдаа барањето на Белата куќа за $106 милиарди дополнително вонредно финансирање, вклучително и помош за Украина и Израел. Во овој дневник во живо од Вашингтон го вклучуваме Мартин Николовски од Гласот на Америка. Мартин, кои се оправдувањата за новото барање за дополнително финансирање? Сунчица, добро вечер од Вашингтон. Американскиот државен секретар Антони Блинкен и секретарот за одбрана Лојд Остин сведочеа бидејќи барањето се соочува со значително противење во представничкиот дом на САД со мнозинство републиканци. Всушност, администрацијата врши притисок врз законодавците брзо да се справат со војната на два фронта, предлагајќи 14,3 милиарди американски долари помош за Израел и 61,4 милиарди долари помош за Украина. Американското лидерство е она што го држи светот заедно, и ако не успееме да водиме, трошоците и заканите за САД само ќе растат, порача пред законодавците секретарот за одбрана Лојд Остин. Новоизбраниот председател на представничкиот дом, кој доаѓа од редот на републиканците, Мајк Џонсон, објави закон со кој се одделува помошта за Украина од помошта за Израел. На тоа реагираше американскиот државен секретар Антони Блинкен, велејќи дека тоа е стратешка грешка. Блинкен рече дека таквата одлука би нанело штета на американските вредности и интереси, односно на желбата да им се одговори на агресорите и насилниците кои според секретарот Блинкен, цитирам, се обидуваат да господарат над своите соседи и среде тоа да нанесат неверојатно страдање. Сунчица, председателот Бајден се соочува со внатрешен револт од некои членови на неговата демократска партија поради неговата непоколеблива поддршка, додека Израел ги проширува копнените операции во Газа и се зголемуваат палестинските цивилни жртви. Од друга страна пак, републиканците, иако не се согласуваат со помошта за Украина, тие поддржуваат финансиска помош за Израел. Во меѓувреме, поранешниот председател и водечки кандидат за председателската номинација на републиканската партија Доналд Трамп се соочи со интензивна реакција поради неговата критика кон Нетањаху само неколку дена по нападот на Хамас. Трамп рече дека Нетањаху не е подготвен и ги опиша Хезболах, ливанската милитантна група што го поддржува Хамас, како многу паметен. Иако надворешната политика обично не е клучен двигател на американскиот електорат, освен ако не се распоредат американски војници, војната во Газа предизвика многу емотивни реакции од американците. Демонстрациите и за и против Израел се проширија во различни градови низ Америка, додека инцидентите на антисемитизам и исламофобија драматично се зголемени. Сунчица? Благодарам, Мартин, за вклучувањето во дневникот. Мартин Николовски се јави од Вашингтон од Гласот на Америка.